И покрај сложениот предизвик пред кој се наоѓа целокупниот образовен систем поради настанатата ситуација со COVID-19, сепак одредени активности, програми и проекти кои беа одобрени за финансирање од Еразмус Плюс програмата во Средното општинско училиште Љупчо Сантов продолжуваат со имплементација. Проектот со назив «Имплементација на образовни методи базирани на виртуелна реалност во средните училишта» продолжува со имплементација на проектните активности, преку завршената набавка на предвидената едукативна опрема за виртуелна реалност. Главната идеја на проектот е да се креираат и имплементираат во образовниот процес иновативни, педагошки и наставни методи, кои ќе бидат базирани на дигитални технологии. Целта на проектот е да се охрабрат и обучат наставниците и учениците да соработуваат и да ја користат најновата state of the art технологија на креативен и ефективен начин, бидејќи не само во образовниот систем кај нас, туку и во повеќето образовни системи во земјите на Европската унија станува голем предизвик за наставниците како да ги мотивираат учениците да го научат материјалот презентиран на час, а при тоа да биде на креативен, возбудлив и привлечен метод, кој е во склад со ерата на дигитализацијата. Виртуелна реалност е проект на Еразмус Плюс, од Еразмус Плюс програмата во кој што се вклучени тројца професори и 10 ученици. Наши партнерски школи се Лимасол Кипар, Пазарџик Бугарија и Лудбрек Хрватска. Секоја од партнерските школи ја добива истата опрема која што е нормално платена со средства од Еразмус Плюс програмата и одобрени од комисијата во Брисел. Како што можете и самите да забележите, тоа се 10 парчиња 3D виртуелна опрема со која што самите ученици во делот на проектните активности по природни науки, физика, хемија, биологија ќе можат да решаваат заеднички задачи. Ученикот ја поставува опремата, оваа опрема која што е пристигната е бесконтактна, ја поставува опремата за себе, добива escape room, односно влегува во една виртуелна училница со одреден проблем, за да може да дојде во втората стаза или третата стаза, односно да влезе во втората соба или третата соба, услов ќе биде да ја реши загадката која што е поставена во првата соба. Ние како училиште за прв пат, како што ни кажа и економскиот оператор кој што ја донесе, кој што победи на тендерот, кој што ја донесе опремата, дека сме први во Македонија со ваков тип на опрема како физички и правни лица, заради тоа што самата опрема не може да се купи на слободниот пазар, и дека ние како училиште ќе добиеме таква придобивка да покрај проектот останат на ова дигитална опрема на самото училиште. Предвидените активности за реализација на проектот ќе овозможат зголемување на компетенциите и вештините на наставниците и учениците во средните училишта за користење на виртуелната реалност, едукативни содржини кои се достапни бесплатно на интернет. Со реализација на проектните активности и дисеминација на резултатите од проектот пред локалните и националните власти кои се надлежни за образовниот процес, партнерите во проектот очекуваат дека влијанието од овој проект ќе биде многу позитивно и ќе доведе до значителни напори за зголемување на имплементацијата на ИКТ засновани на едукативни пристапи во образовниот процес, како и зголемување на вниманието на надлежните за можноста да ги применуваат овие дигитални алатки надвор од границите на училницата. Координатор на проектот е професорката Весна Кушевска, а проектни асистенти се професорите Виктор Атанасовски, Сања Божинова и Жаклина Ѓоргиева.